Штипскиот хуманитарец и биш пожарникар Александар Ѓорѓиевски се нуди да работи во Штипската противпожарна служба, а платата наместо на негова сметка да се распределува на социјално загрозени семејства. Ова го нуди откако разбрал дека наредниот месец ќе се распише оглас за вработување на 2 пожарникари. Јавно се ставам на располагање уште утре да се дадам на располагање на територијалната противпожарна единица. Не сакам да работам за пари. Парите нека ги пренасочат во Црвен крст и во хуманитарни цели. Да спречиме во оваа држава да се вработуваат само партиски луѓе. Според негови сознанија, нововработените нема да се примаат по стручност туку по партиска книшка. Тврди дека едно од местата е резервирано за лице кое е над 50 години. Доколку информациите се потврдат како точни, власта уште еднаш ќе докаже дека шансите за вработување, посебно на оние кои се критички настроени кон истата, се никакви, објаснува овој млад човек кој има неколку меѓународни сертификати од областа на пожарникарството. Тој минатата година побарал да биде вратен на работното место пожарникар, но одбиен со образложение дека времено се забранети нови вработувања, но советување дека ќе го информираат доколку се создадат услови за тоа. Дали во оваа држава сите сме еднакви за вработување? Дали само во оваа држава се вработуваат луѓе што се партиски послушници на власта, а за другите не важи, например, да се јавиш на конкурс, да се пријавиш за работа? Дали некој друг би имал можност да се вработи во било која институција во државата? За предлогот на Ѓорѓиевски од општина Штип информираат дека разбрале од медиумите. Како би постапиле ќе информираат јавноста, но откако би добиле било каков официјален документ. Не откриваат дали е предвидено да има нови вработувања. Ѓорѓиевски на јавноста и стана познат откако со донации реконструира куќа на самохрана мајка, а му помогна и на самохранниот татко кој своето 20-месечно дете наместо со млеко го хранеше со вода и шеќер. Тој беше единствениот штипјанец кој доброволно замине во Хрватска, каде помагаше на настраданите од земјотресот.